Добар ден, ученици! Во училница по предметот природни науки во трето одделение на денешниот час ќе ја обработуваме содржината делови на растенија. Што е оно што треба да го научи ученикот? Да знае да ги именува деловите на растението и да ја знае нивната улога. При тоа да прави разлика помеѓу семени и безсемени растенија, односно во трето одделение ученикот треба да научи само за семените растенија, кои што се однесуваат на семе, корен, стебло, лист, цвет и плод. И безсемените растенија само ќе ги споменеме, кои што имаат неколку делови, тоа се корен, стебло и лист, но за нив ќе учите во подоцнежните одделенија. Да го знае значењето за постоењето на растенијата за животот на останатите живи суштества. Растенија. Што се растенијата? Растенијата се живи суштества кои се раѓаат, растат, хранат, размножуваат и умираат. Растенијата се дел од живиот свет, како и животните, луѓето, инсектите. Но единствено растенијата самостојно ја произведуваат својата храна. Овде имаме слика на која што е прикажано семе како се засадува во земја и потоа изникнува растението, а потоа тоа расте, се храни и на крај умира. Оној животен процес кој што следи на сите живи суштества, а овде е прикажан еден краток процес, животен процес на растенијата. Од семе до растение. Семето се засадува во почва, ево овде, го гледаме како изгледа семето. По некое време семето пушта корени. Самото семе, кое што представува продавница за храна, односно тоа се корењата. Корењата се тие кои што го храна тоа семе. По некое време тоа семе пука и полека почнува своето главче да го продира низ земјата кон воздухот. Ова слика тоа ни го покажува и овој дел се нарекува расет. По некое време како расте растението, неговите корења се прошируваат, се зајакнуваат, стеблото исто така расте, зелените листови и на крај цветот. Откако цветот ќе го помине својот животен век, тогаш доаѓа на местото плодот. Овде имаме пример на едно гравче. Значи на крај е плодот. Семе, корен, стебло и лист, цвет и плод. Безсемените растенија, тоа се папратите и мозовите, сигурно сте ги виделе, најчесто ги има во планинските предели. Тие се размножуваат со спори кои се сместени во торбичка. Но за ова ќе учите во подоцнежните одделенија. Оваа слика ни покажува пример на едно растение и неговите делови. Но ние ќе започнеме постапно. Корен. Која е улогата на коренот? Коренот има неколку значени функции. Механичка потпора на растението, го држи прикрепено за почвата и при силни ветрови. Значи коренот е тој кој што не дозволува растението да падне. Апсорбција на вода и минерални соли, кои што се потребни за процесот фотосинтеза. Односно, коренот е тој кој што се храни со вода и хранливи материја и потоа сите тие ги распространува, еви ова слика не покажува, ги распространува низ целото растение, низ сите негови делови. Стебло, стеблото што представува, улогата на стеблото е да ја спроведува храната и водата до листовите и плодовите. Тој представува еден вид на пат. Листови, која е улогата на зелените листови. Овде се прикажани едни малечки простори, дупчиња, кои што ние не можеме да ги видиме со нашето око, но од нив, тие се нарекуваат спори, од нив излегува она што е важно за нашиот живот, односно кислородот.
Листот, улогата на листот е да го испушта кислородот, а да го прима јаглеродиоксидот, односно штетниот газ кој што ние не го сакаме, не можеме да живееме со него, но затоа па го сакаат растенијата. Цвет. Цветот служи за размножување на растенијето, за храна на инсектите и за украс на природата. Често гледаме пчели кои што го ловат поленовиот прах, се хранат со него, но и го произведуваат медот. И оваа слика ни покажува еден пример како низ корењата патува водата и хранливите материи, одат кон стеблото и се распространува кон другите делови од растенијето. И оваа слика исто така, малку визуелно, впечатливо, за да можеме убаво да го разбереме она што до сега го сработивме. И секако почвата е таа која што всушност е место на засадување на самото растение, односно засадување на семката. Без земја не може да живее растенијето. Уште еден пример, сликовит пример, како растенијето од семка, на крајот можеме да видиме едно убаво, прекрасно плодово дрво. Ова е пример на цвет. Можеме да направиме разлика помеѓу корењата, како изгледа овој корен. Овој корен во вид на луковица, но и за ова можете да се запознаете понатаму во подоцнежните оделенија. Оваа слика ни покажува пример на едно изумрено растение и до него растение кое што е свежо, живо и здраво растение. Всушност, следниот слайд ни покажува што му е потребно на здраво растение за да биде живо и здраво. Еве го овој цвет, да видиме што му е потребно. Секако плодна почва, богата со хранливи материи, земја, богата со минерали и витамини, плодна земја, потоа сончевите зраци, сончевата енергија го храни растенијето и секако вода. Водата го напојува и одржува во живот растенијето, но секогаш треба да внимаваме во доволна количина на вода и доволна количина на сонце. Затоа што премногу сонце растенијето може да се исуши или од премногу вода растенијето може да скапе. И ова е еден пример како може да се одгледуваат растенија во домашни услови на кои што треба многу да внимаваме колку ги наводнуваме и колкава сончева енергија тие примаат. Ова е пример зошто е важно растенијето во животот на човекот. Растенијето е тоа кое што зелените листови го испушта кислородот, ние го вдишуваме, а од нас издишуваме јаглеродиоксид, кој што е штетен воздух, меѓутоа го сакаат растенијата. Со тоа растенијата не штитат, не чуваат и ние можеме убаво и правилно да дишиме. Човекот не може да живее без растенијата, затоа што тие му го даваат воздухот. Човекот треба да ги негува и чува сите видови на растенија. Ова слика ни покажува пример на растенија, цветни растенија, кои што често ги гледаме во нашите градини, во нашите домови. Пример на дрвја, кои што може да бидат листопадни, зимзелени, плодови, безплодови и така натаму. Пример на безсемени растенија, молови и папрати. И овде имаме пример на лековити билки, кои што ги собираме и од нив правиме разни чаеви. Потоа ова канчет овде ни представува пример како со помош на масло се прават најразлични етерични масла, помади, креми, шампони, лекови и така натаму. Квиз прашања. Кои се деловите на семеното растение? Семе, корен, стебло, лист, цвет и плод под А или под Б, корен, стебло, лист и цвет. Од претходните слайдови научивме дека тоа се семе, мора да имаме семе, кој ќе го засадиме, корен, стебло, лист, цвет и плод. Која е улогата на цветот?
Цветот ни служи за размножување на растенијето, за храна на инсектите и за украс на природата. Која е улогата на стеблото? Да се потсетиме. Улогата на стеблото е да ја спроведува храната и водата до сите делови на растенијето. Четврто, опитите се да составите ваши прашања и игрите со другарчињето. Значи можете да си го продолжите овој квиз со ваши прашања од сето оно што го научивте на денешниот час. За домашна задача можете да нацртате цвеќе или некој друг вид на растение и означете ги деловите. Потоа запишете улогата на секој дел на растенијето. Исто така, доколку сакате, можете да нацртате прекрасен ликовен цртеж со разновидни видови на растенија, на кои што ќе нацртате цветни растенија, дрвја, една прекрасна природа. Ви благодарам на вниманието, се гледаме на некој следен час.